Вие следите поинакви вести на Слободен печат. Зголемувањата на инвестициите во одбраната, зајакнување на колективната безбедност и случувањата во Украина и на Блискиот Исток ќе бидат главни теми на дводневниот самит на НАТО што почнува денеска во холандскиот град Хаг и на кој ќе учествува и претставителката Гордана Силјановска-Давкова. Во пресрет на самитот, генералниот секретар на НАТО Марк Руте вчера порача дека главниот фокус на соборот ќе биде на тоа да се обезбеди дека Алијансата има се што е потребно за да може да одвраќа и да се одбрани од каква било закана. Тој нагласи дека самитот се одржува во вистински историски момент, во услови на растечки безбедносни предизвици и затоа, како што светот станува поопасен, така сојузничките лидери ќе донесат смели одлуки за зајакнување на колективна одбрана, правејќи Алијансата посилна, пофер и поборбена. Покрај Давкова на самитот учествува и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Мицкоски за трагедијата во Кочани. Обвинителството е на тест да докаже вистина, судот да спроведе правда. Пред крајот на 40-минутниот говор на премиерот Христијан Мицкоски по повод отчетот од една година од владењето се осврна и на како што го нарече неговиот најтежок ден како претседател на владата, а тоа е несреќата во Кочани. Тој кажа дека колку и да се трудат неговите политички опоненти да ја злоупотребат трагедијата во дискотеката Пулс, таа е последица на со години руинираниот систем кој бил уништуван. Јас не можев тоа да го спречам, но ќе направам се тоа да не се повтори. И како политички фактор, од првиот ден испративме реална порака дека правда мора да се има и без оглед за кого се работи, мора да има одговорност. И денес стојам на истиот став, а обвинителството е на тест да докаже вистина, судот да спроведе правда. Но исто така сакам да соопштам дека работиме како влада да обезбедиме историски највисок инвестициски пакет за обнова и поддршка на Кочани. Работиме на тоа да покажеме дека Кочани за нас е важно и дека граѓаните не се сами, изјави Мицкоски. Личната карта и другите лични документи ќе бидат клучни да се спречи злоупотребата на етничката припадност при вработување во државните институции, потврдуваат извори за Слободен печат. Поентата на предлог законот е при вработувањата предност да има мерит системот, односно компетентноста и стручноста на кандидатите, како и позитивната дискриминација. Од власта се децидни дека со предлог законот првпат на повисоко ниво се подигнува уставното начело на правичната застапеност, односно го заменува балансерот. Според нашите соговорници, изјаснувањето на етничката припадност нема да биде обврска, туку слободна волја на граѓаните за да се избегне замката законското решение повторно да падне на Уставен суд, за да се избегне пак лажното изјаснување на етничката припадност, односно злоупотребата, како што се случуваше со балансерот кога македонци се изјаснуваа за албанци, албанци за турци и обратно, институциите ќе ги проверуваат личните карти на кандидатите, односно јазикот на кој е издадена личната карта и други лични документи и преку вкрстување на информациите од личните податоци на кандидатот. Наместо 1000 со огнените стихии се борат само 400 пожарникари. Европскиот стандард предвидува на секој 1500 жители да има барем еден пожарникар, а од 80 на општини во земјава само 34 имаат свој пожарникарни единици. Апсурдно е што јавното претпријатие Национални шуми, која секоја година се соочува со најмногу пожари, нема своја противпожарна единица и е принудена да ги користи ваквите единици од најблиските општини. Возачко седиште на лева наместо на десна страна, апарати што не се калибрирани на нашите мерни единици, дотраена опрема, возила за гаснење пожари стари и до 50 години се само дел од проблемите со кои се соочуваат пожарникарите низ земјата. За да биде трагедијата уште поголема, јавното претпријатие Национални шуми, која секоја година се соочува со најмногу пожари во македонските шумски пространства, нема своја противпожарна единица и е принудена да ги користи ваквите единици од најблиските општини.
изразувајќи благодарност до странските амбасади и донатори што се трудат максимално да ни помогнат во заштитата од пожари. Душица Перишик, извршна директорка на ЗЕЛС, вели дека во земјава не постои специјализиран тренинг, центар за обуки на пожарникари, па општините се снаоѓаат како знаат и умеат. Комунална едва го собира отпадот низ Скопје, а управниот одбор одбил набавка на нови возила. Градоначалничката Арсовска преку социјалните мрежи ја посочи председателката на управниот одбор на комунална хигиена Скопје, Јулијана Спировска, од редовите на ВМРО ДПМН, како одговорна за хаосот со собирањето на комуналниот отпад во Скопје и ја обвини дека закажала тајна седница на управен одбор, која според законот и деловникот треба да е јавна. Од јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје велат членови на управниот одбор на претпријатието кои доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН, им ги кочат предлозите за набавка на нови комунални возила и го кршат деловникот со одржување на тајни седници. Со тоа од Комунална се обидуваат да одговорат на прозивките од јавноста, кои се однесуваат на нередовното собирање на сметот од контењерите. Трамп, договорено примирие меѓу Иран и Израел. Војната е завршена. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вчера изјави дека меѓу Израел и Иран е договорен 12-часовен прекин на огнот кој што ќе започне за 6 часа, што би се рекло денеска во 6 часот наутро. Тој на социјалната мрежа Truth Social напиша дека Израел и Иран целосно се договориле дека ќе има целосно примирие кое ќе трае 12 часа, кога ќе се смета дека војната е завршена. Како што напиша, Иран ќе започне примирие на 12 часа, а по 24 часа светот ќе го дочека официјалниот крај на 12-дневната војна, напиша тој. Честитки на сите. Израел и Иран целосно се согласија дека ќе има целосен прекин на огнот за 12 часа, кога војната ќе се смета за завршена. По 24-тиот час, светот ќе го дочека официјалниот крај на 12-дневната војна. Предпоставувајќи дека се ќе биде како што треба и ќе биде, би сакал да им честитам на двете земји за истрајноста, Израел и Иран. 12-дневната војна можеше да трае со години и да го уништи целиот Блиски Исток, но тоа не го направи и никогаш нема да го благослови Израел. Бог да го благослови светот, напиша Трамп. Најновата изјава на Доналд Трамп. Примирието е сега на сила. Ги молам Иран и Израел да не го прекршуваат. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека прекинот на огнот меѓу Иран и Израел сега е во сила. Трамп напиша на својата социјална мрежа Truth Social за да ги моли Иран и Израел да не го прекршуваат прекинот на огнот. Американскиот претседател синоќ објави дека е постигнат договор за прекин на огнот и дека војната меѓу Израел и Иран е завршена, но потоа двете страни испукаа нови ракети. Доналд Трамп објави дека Израел и Иран ќе постигнат целосно и тотално примирие, кое во следните 20 часа ќе се претвори во целосен крај на војната. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека нема договор за никаков прекин на огнот меѓу Израел и Иран, но додаде дека ако Израел ја запре својата нелегална агресија против иранскиот народ најдосно до 4 часот наутро по техеранско време денес, Иран нема намера да продолжи со својот одговор после тоа. Топлината не простува. Институтот за јавно здравје соитни препораки за работните места. Од таму вчера издадоа апел за почитување на мерките за заштита на здравјето поради очекуваниот топлотен бран, кој според Управата за хидрометеоролошки работи ќе трае од 24 до 27 јуни. Температурите ќе достигнат високи вредности, а ризикот за здравјето, особено кај ранливите категории граѓани, значително се зголемува. Во фокусот на предупредувањето се работниците кои работат на отворено или во услови со зголемена температура и топлинско зрачење. ИЈЗ посочува дека градежниците, земјоделците, доставувачите, сообраќајната полиција и слични професии се изложени на повисок ризик и бара да им се овозможат соодветни услови за работа. Институтот издаде конкретни препораки до работодавачите, меѓу кои редовно мерење на амбиенталната температура, поставување работни станици подалеку од директна сончева светлина, користење на вентилација и климатизација.
обезбедување климатизирана просторија како за солниште за разладување. Стигна и летните високи температури. Во државава температурите до 38 степени. Времето во Македонија денеска ќе биде сончево и многу топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната дневна температура се очекува да достигне до 38 целзиусови степени во јужните делови од државата. Во Скопје ќе имаме сончево и топло време со слаб ветер од северен правец и максимална температура во градов денеска до 37 степени. И за утре временската прогноза е сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност и дневни температури до максимални 39 степени. Денеска на YouTube каналот на Слободен печат ќе можете да гледате медицинско катче, овој пат со доктор Миленко Костов. Околу 6 до 8 луѓе на 100.000 годишно заболуваат од тумор на мозокот во регионот. Македонија нема точна статистика, но според експертите бројките се движат во рамки на европската статистика. За да се утврди дали станува збор за рак или бениген тумор, се прави биопсија. Од неодамна, биопсијата на глава во Аџибадем Систина се прави со мали резови благодарение на новиот апарат за невронавигација. За методите кои ги нуди апаратот, но и за можностите кои ги дава во лекувањето на Паркинсовата болест со вградување на импланти, зборувавме со доктор Миленко Костов, неврохирург од приватната болница Аџибадем Систина. Тоа се третира, бидејќи спомнавме дека се прават биопсии. Да. Со овој апарат, меѓутоа може и за оперативно, мислам да се користи за операција. Така, предноста е што има многу мали резови. Да, предноста е што неговата голема прецизност и исклучителната безбедност за пациентот за прв пат ни овозможува да изведеме длабоки мозочни биопсии кои што беа недостапни кај нас во нашата држава. Не се правеа, потоа ни овозможува да третираме длабоки мозочни тумори, при тоа безбедно да ги извадиме низ минимални кортикотомии, ги викаме минимални резови на самиот мозок. Тоа е делот околу онколошките процедури. Постои и опција за вградување на одреден тип на импланти со кои што се контролира и подобрува движењето, особено кога ние тремор движење кај Паркинсоновата болест. И третиот сегмент кој што е многу важен е исто така иновативност во спиналната хирургија, каде што може со минимално инвазивни методи, односно со мали резови да се извршат операции на стабилизација и фиксација на нрветот, кои порано траја многу долго и беа многу мутилантни, односно многу тешки да ги поднесе самиот пациент. Исто така ќе можете да погледнете и анкета, ги прашавме граѓаните за тоа што мислат во врска со спуштање на рампите во текот на викендот во Дебармало, односно дали треба или не треба да имаме сообраќај во центарот на градот, каде што е многу фреквентно во текот на викендот. Дали живеете во Дебармало? Да. Дали возиш? Да. Колку време ти е потребно за да најдеш паркинг во Дебармало? Некогаш одма ретко, некогаш вртиме 1 сат, пола сат. Да, хаос е прилично. Па да ви кажам наискрено, ние немаме кола, ама керка ми која доаѓа, има еднозонско таму карши, значи не од оваа страна, него Рузвелтова ги дели нели центар и Карпуш, па таму негде, па и таму не може да најде, ако е со плаќање, нели. Така да тешко многу, затоа ја продадовме колата, затоа што имавме тука опција, нели, како резиденти на тој дел, ама па не можеше колата да си најдеме место после тоа, така да многу згради се изградија кај нас во Дебармало, а не им текна дека толку згради требаше и паркинзи да се направат. Тргнете овде по Мајаковски да видите, тоа е толку страшно, јас сум ниска, нели? Кога одам, мислам дека како во тунел да влегувам. Не, јас бе возач, сега не возам, меѓутоа гледам луѓето се агресивни, односно се така гневни, кои не може да најдат паркинг, бидејќи премногу е урбанизацијата застапена, таа не соодветствува со паркинг места, со гаражи и слично. Значи не одговара едно со друго. Што мислите за идејата да се ограничи сообраќајот за време на викенд во Дебармало? Ма јас мислам воопшто да се ограничи, не само за викенд. Дивеат многу, значи страшно е, верувате или не, јас на Рузвелтова, значи живеам, значи неколку пати ќе ме згаздише кола. Значи, ништо не внимаваат возачите, и ние пешаците уствари си поминуваме, нели? И ние сме несовесни, ама
Јас не можам никого да загрозам, ама се и тротинетите, на се треба да се даде акцент. Еве сега тука, ако сакам да поминам, оној со точак може ќе ме удри. Значи, верувате ли, некако пешак сум многу незаштитена. На вистина, верувате, стара жена сум, внимавам, почитувам се, ама треба да се ограничи, треба се да се превземе. Нели едно време беше на Орсе Николов 40 да се вози. Никој не вози 40. Мислам, не знам што се случи со луѓето, на вистина. Па сметам дека е издржано. Предлогот е издржан заради тоа што да се знае кој каде се движи, кој кога треба да оди, кој кога да посетува, иначе сметам дека има една хаотична состојба на сообраќајот. Да, слушнав. Какво е твоето мислење на таа тема? Фала Богу. Па да, ние станарите не може да се паркираме, така да мислам дека е добра иницијатива. Само да биде, нели, да се оствари. И мислам дека е добра идеја, бидејќи многу сообраќај има, колите се паркираат како што ќе му текне и така натаму. И мислам дека е добра идеја што се воведе таква една мерка. Мислам дека ќе успее, бидејќи секоја вечер, значи јас живеам кај кино Карпос, цело време има луѓе, цело време има млади, може да се згаси. Значи може да се згази млад, да се згази младка и партизанска, се е можно. И реално супер е мерката, според мене. Вие гледавте поинакви вести на Слободен печат. Се разбира доколку сакате да видите што се случува во светот и кај нас, ги следите редовно на нашиот YouTube канал. Бидете во текст со се што е ново, читајте Слободен печат.